А во следните минути зборуваме или посветуваме внимание во нашата емисија на еспортот или она што беше огромен успех за Македонија е тоа што тимот на Дота 2 на турнирот во Приштина пред само некој ден повторно ја понесе европската титула и може да се пофали дека е европски шампион. Со обезбедувањето на оваа титула европски шампион веќе се обезбедува и директен пласман на следното големо надпреварување, а тоа е светското првенство во еспорт. Нешто што може би за многумина, па и за мене Ивана како лајци на оваа тема се непознати поими, но факт е дека геймингот на некој начин зема огромен замав во спортот, генерално во светски рамки. Малку повеќе за сето ова, за успесите, за тоа како функционира еспорт федерацијата во нашата земја, но и на светско ниво како се одвиваат активностите, со оглед на тоа што од 2021 година до сега, тоа се само 4 години, ние можеме да се пофалиме како европски и како светски шампиони, што навистина е огромен успех. Бобан Тотовски ни е во студиото, председател на еспорт федерацијата во нашата земја и меѓу другото генерален секретар на светската еспорт федерација. Бобан, добро утро. Добро утро. Добре ни дојдовте. Рано утро. Што значи ова да се биде генерален секретар на светска еспорт федерација? Тоа значи нема спиење, работиш 24/7 затоа што имаме 151 држава членки на федерацијата и постојано има прашања, комуникација и начин на подобрување на федерациите ни светот, почнувајќи од Гвадалупе па се до Нов Зеланд. И временските зони се премногу различни, меѓутоа преинтересно е и многу мотивирачки да можеш да работиш со толку различни култури, религии, луѓе од различни сфери од светот со кои што комуницираш и сега самото тоа што веќе познаваш луѓе во 150 држави во светот е прилично добро. Да, може да кажеме значи дека еспортовите ги рушат бариерите и ги нема ограничувања кога зборуваме за комуникација или прилично функционирање на секаде ни светот. Да, нашето мото да кажеме градиме мостови, а не бариери помеѓу различните култури. Да. И оние географски разлики, геополитички разлики, религиски разлики сите пробуваме да ги споиме и да ги седнеме на исто ниво, затоа што во еспортот самите геймери и атлетите не се замараат до толку со таа нажалост секојдневна политика. Енергијата насочуваат на Да, толку преку игрите комуницираат преку екранот. Така. Бобан, ќе го споменаме поводот за денешното твое гостување е всушност турнирот во Приштина, каде што Македонија и тимот на Дота 2 освои повторно европска титула и стана европски шампион. Но ова е, ако не се лажам, повтор пат да биде европски или затоа што За нас, како македонска репрезентација, е второ европско злато, меѓутоа првото беше во Counter-Strike, 22 во Рада во Романија, а во Дота ова ни е прво, после 4 години, четврти обид, ова ни е прво злато. Меѓутоа е добро што веќе како репрезентација имаме 2 злата на светско ниво и 2 злата на европско ниво. Што за тимски спортови одржава, што се признати како спортови, мислам дека е може сме во топ 3. Добро, но државата ги препознава ли овие моменти, Бобан? Моментално мислам дека само на Македонија на светско ниво, значи зборуваме за златни медали. Еве ќе бидам политички коректен, мислам дека само гордо не наблюдува што постигнуваме. Меѓутоа до официјално признавање на спортот на светско ниво, на светски размери, мислам дека ќе остане федерација да функционира како во изминативе 20 години. Значи од 2025 учествуваме на 2005 учествуваме на меѓународни турнири и сето тоа го постигнуваме најчесто нели само финансирани понекогаш со партнери што ги гледате на дресот, затоа го носам официјалниот дрес во знак на поддршка на репрезентацијата која што 99% се работи волонтерски. Меѓутоа овие успеси нас ни даваат сила да тераме понатака. Да, и да испишуваат историја. Точно. Да го прецизираме сега овој момент. Што значи признавање на еспорт, односно на нели како спорт, конкретно овие игри и како или зошто во светот се уште не е целосно признаено како спорт? До каде е таа работа за да може да се биде веќе конечно признано? Значи што една од моите главни цели и функции што имам како генерален секретар на Светската федерација, да еспортот биде признат како спорт во цел свет. Кога почна во 2021 беше само во 24 држави признат.
сега е веќе во 70. И сето тоа е во работи во комуникација со министерствата за спорт во одредени држави, со нивните олимписки комитети, со објаснување на придобивките од признавање на е-спортот како спорт, со целосно разбирање на екосистемот кој што постои, уствари дека тоа помага да децата помалце време поминуваат пред екран. Знам дека звучи сулудо, многу често го имам давано примерот со бокс. Ако тргнеме 3 елементи, 3 работи само од боксот, тоа се рингот, судијата и ракавиците. Боксот е што? Улична тепачка. Така, се тепаат на улица луѓе. Да. Само со 3 елементи додавање во улична тепачка добиваш спорт кој што е мега популарен во светот. Истото тоа важи во компјутерските игри. Моментот кога ќе имплементираме ни одредени правила за колку време во денот се игра, како се игра, каква исхрана, какви физички и психички подготовки се прават, автоматски децата нема седат 16 сати да мислат дека чека јас ќе станам сакса или ќе станам симпл или ќе станам најдобриот играч во светот. Не, ќе види дека има систем за како се станува најдобар играч во светот. И тоа поддржува дисциплина, нели практикување на одреден не режим, но начин на функционирање во текот на секојдневието, кој што треба да се почитува ако се сака се биде успешен, впрочем исто како и секој спортист. Како секој спорт и сето тоа почна во едукација. Моето дете учи во Киро Глигоров, има дополнителна настава оригами. Не дека имам нешто јас против оригамите, меѓутоа како life skill, сигурен сум дека многу подобро ќе им беше на децата и секогаш кога зборувам, кога има деца ги прашувам колку од вас сакате да имате еспорт или гейминг, здрав гейминг во школа, 99% креваат рака. Значи тоа е фактот што такви се и овие генерации во дигитално време. И таму почнува, а ние ги учиме како да прават фигури од хартија. Значи тука малце треба системов да ни се прилагоди на новите времиња, малце знам дека сме бавни во тоа, ама ќе стигнеме. Ќе биде, да. Штом не се откажуваш ти после толку години, веројатно успесите и допрва ќе доаѓаат. Да, освестувањето веројатно е овој дел во смисла на тоа дека и ова што го спомнавме пред да започнеме во живо со нашиот разговор, многумина можеби ќе речете сега како тоа да биде спорт или како може да бидат тие толку успешни ако зборуваме ги учиме нашите деца дека не треба да бидат толку време пред компјутер, пред екран, па не знам, нели имаме и ако зборуваме од здравствен аспект за очи, во седечка положба и така натаму. И сега веројатно и тука се поставуваат тие прашања, иако има аргументи зошто е тоа така и како и на каков начин и зошто треба да бидеме во сооднос со времето во кое што живееме. При тоа да не забораваме дека ова се напредни генерации, а треба да им го возможиме тоа за кое што можеби и се талентирани, затоа што секој живее во своето време и се прилагодува на времето во кое што функционира и живее. Брзината со која што денешните деца процесираат информации и брзината со која што ние кога сме биле деца сме процесирали информации се многу различни. Значи многу се побрзи нивните рефлекси, се побрзи да не знаат сијалица да сменат, не знаат гума на кола да сменат. Меѓутоа има други скилс кои што треба да се искористат и кои што секако треба да почнат со едукација и со тренинг од порано во годините, затоа што веќе кога ќе поминат 17-18 години веќе доцна да ти пробаш да имплементираш некакви стандарди или некакви вредности кај младиве. Тоа веќе станува се потешко и потешко. Бубан, видиме со пласманот, односно со обезбедувањето на европската титула во Приштина, веќе имате директен пласман на светското првенство. Што значи тоа кога ќе биде светското првенство? Колкав е тимот на Dota 2 и дали сега после ова првенство мирува тимот или сте во постојани тренинзи? Не, во постојани тренинзи не се, затоа што немаме услови за тоа. Пред се, како што кажав, како федерација работиме волонтерски само со помош на спонзори, се уште немаме, да речеме, институционална поддршка, за да можеме да организираме буткамп, како што се каже во еспортот, додат некаде 2 недели или месец дена да тренираат и да работат на стратегии и на начин на кој што би играле. Светското првенство вообичаено се одржува во ноември. Оваа година, поради, чисто се да ви објаснам дека Меѓународниот олимписки комитет лани објави дека ќе прави олимписки еспорт игри. Официјални олимписки еспорт игри. Со самото тоа кажува која е сериозноста на еспортот и каде ќе оди. Требаше да бидат 2025 годинава. И поради тоа ние немавме светско, затоа што не сакавме да се споиме, не подпишавме светско со ниеден град, затоа што сакавме да не се споиме со олимписките игри, да не сметаме едни на други, за да не биде преголем стрес и за државите и за федерациите. Но на почеток на година они објавија дека го преместуваат за 27 година. И малце тука ни се помешаа линиите на светско ниво, меѓутоа работиме на тоа да обезбедиме, како и да е околу ноември се очекува, се уште немаме град домаќин,
во ноември ќе биде светското и секако подготовките започнуваат во моментот кога ќе се објави градот и државата каде што ќе се однесува. 3 месеци претходно почнуваме полека со тимот да се спремаме, секако со календар кој што и на нив им одговара со нивните домашни работни обврски и лични, за да можеме да им обезбедиме услови за И тренинг. добро, од колку спортови ќе се надпреваруваат на светското? Значи Може тука некако да споделиме, затоа што и за нас е малку нејасно, Да, кои се спортови или игри влегуваат во е-спортови? Моментално во е-спорт во светов се преку 20 игри, меѓутоа не се сите на исто ниво развиени. А ние Секако Counter-Strike колку имаме? Во Counter-Strike и во Dota ние сме најдобри, да речем до сега што сме успеале и успеси да направиме. Потоа имаме во League of Legends имаме солиден тим, меѓутоа надпреварите официјално се уште не се под на федерацијско ниво, него publishers, издавачите на игрите ги контролираат. Имаме Valorant немаме добри тимови. После си игрите на мобилни, PUBG Mobile, Mobile Legends, исто тие се мега популарни. И за тоа и тоа е спорт. PUBG Mobile, например, ние како Светска федерација организиравме во Африка првенство лани за прв пат такво нешто. Тоа се 16 екипи од по 4 играчи кои што во исто време играат на една голема мапа. И тоа е исто таа игра беше дел од официјален дел од азијските игри во Азија, каде што тимот што освои злато, например, еве во Кина се враќа назад, добива стан и добива стипендија, тој што освоил злато. Во Кореа освои злато, ги ослободуваат од војска. Значи, буквално исто како во тенис, фудбал, кошарка, во било кој спорт, во Азија така се третира спортот и затоа се толку развиени. И верувај дека Кина како држава знаеме колку воведува санкции и контрола на децата колку се на екрани, да намали скрин тајм. Меѓутоа сепак делот што е во професионални надпревари исто го сваќаат сериозно и си имаат посебни програми за тие што покажуваат талент таму. Нашата репрезентација оваа година ќе учествуваме само во Dota и во e-фудбал, затоа што во Counter-Strike завршивме од 6 до 9 место, а тие репрезентации не се квалификувани за додат на светско. Така да во Дота ќе имаме 5, тоа се 5 играчи, толку е тимот, тренер еден за нив и секако е фудбал. Ако некој сака да има интерес, има жилба, добар геймер е, како може да се приклучи или не знам, да значи, стане имаме дел ние од контакт форма федерацијата? на нашата веб страна на федерацијата, ни пишуваат таму и постоја гледаме дали станува за индивидуалец, зависи кој спорт, која игра, дали има тим, нема тим. Например, има многу деца од 12, 13, 14 години кои што ќе видат и ни пишуваат. Сега тука веќе вклучува согласност од родители, малце повеќе внимание. А која е возрастната граница? Пунолетни треба да се најчесто? Не мора да се полнолетни за да тренираат, меѓутоа на пример за сега ако треба да го носиме во Кореа, прво треба виза, после треба стварно согласност од родители, па треба некој старател да има, мислам и правилата на меѓународната федерација се дека мора да има старател некој. Сега треба или јас како представник на македонската федерација или некој друг да биде старател. А во глобално на светско ниво има возрастна граница, категорија или има и возрастни кои што учествуваат и се дел од репрезентација? Има и возрастни, секако најчести се од 18 до 24. Тоа е најголемиот дел. Меѓутоа имаме понекогаш и деца доаѓаат. Во тој случај или доаѓа старател. Пример Германија Counter-Strike не може да играат до 18 години. Има голема разлика. Е законот? Да, како на пример во Норвешка фудбалерите, еве Халанд на пример до 18 години он морал да игра во Норвешка. По законите на Норвешка, затоа што произлегува од нивниот спортски систем. Така да секоја држава, не само во спортот, во сите спортови си има годишни. Кантер пошто игра кај што се пука, поради тоа во Германија на пример го има тоа правило. Во Индонезија го нема тоа правило. Од 16 години нагоре може да игра, може да патува. Во секоја држава е различно. Кај нас од 16 нагоре секако е барањето со секако дозвола од родител. Многу интересна тема и многу прашања на истата тема. Прашања кои што ќе ги оставиме еве дополнителниот дел можеби за од септември, кога веројатно ќе го знаеме и градот домаќин за светското првенство, а истовремено и како се подготвува нашата репрезентација. Можеби некој од нив ќе имаме можност да ги видиме во студиото, па ќе ги прашаме колку ја почитуваат и практикуваат таа дисциплина и што значи да се биде успешен токму во оваквите спортови. Благодариме многу за гостувањето и што имавме можност и во утринска на Телма да го соопштиме овој успех за кој што ве честитаме и ви посакуваме само напред со тоа темпо и веројатно со поддршка како од државата, така и на светско ниво во однос на прифаќање на спортовите како вистински спортови. Ти благодариме, Бобан.